Денес православната црква го чествува споменот на преподобниот Теодор Трихин, на светиот Григорий Патриарх Антиохиски и на светиот Анастасий Синаид Патриарх Антиохиски. Преподобниот Теодор Трихин, цар и граѓанин и син на богати родители, како млад ги остави родителите, домот и богатството и се насели во еден пустински манастир во Тракија. Таму се предаде себе си на најтешки подвизи. Спиеше на камења, за да има помалку сон и постојано одеше гологлав и се облекуваше во една наметка од кострет, заради што и го нарекоа Трихин, што значи кострет. Заради ова големо самоизмачување за спасение на душата, Бог му подари голем дар на чудотворство и за време на животот и после смртта. Се упокои мирно околу 400-та година. Телото му се покажа мироточиво. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, Свети Григорий Патриарх Антиохиски. По народност ерменец,
игумен на манастирот Фарам под Синајската гора. Кога блажениот Анастасий беше протеран од престолот, Григорий и против неговата волја беше поставен за патриарх Антиохиски. Многу пофално за него пишува и блажениот патриарх Софроний во својот Лемонар. Се одликуваше со особено милосрдие, особено кон грешниците. Се упокои во Господа во 593 година. Светиот Анастасий Синаид, патриарх Антиохиски. Беше монах на Синајската гора, кога го избраа за антиохиски патриарх во времето на царот Јустинијан. На таа положба го воздигна неговата добродетел, чистотата на животот, големата духовна ученост и цврстата вера. Царот Јустинијан падна во докетската ерес, против кој што остро станаа цариградскиот патриарх Евтий и овој блажен Анастасий. Царот го прогони Евтихий, а сакаше да го гони и Анастасий, но не можеше да му најде никаква замерка на животот. Пред смртта царот Јустинијан се покаја и го врати на престолот патриархот Евтихий. Но неговиот наследник Јуст врз основа на некои клевети го прогони Анастасий. Помина во прогонство 23 години, а во времето на царот Маврики повторно го вратија на престолот. Управуваше со црквата Божја уште 6 години и својот земен пат го заврши во 599 година. Поуки од светите отци. После разговор често сум се покајувал, а после молчењето никогаш. Ава Арсений.